Добро утро, Павле. Добро утро. Благодарам што дојде во студиото на утрински брифинг. Ви благодарам на вас и за поканата. Нови претеници, нов состав на собранието, но стари навики. Таков е впечатокот на граѓаните за она што се случува во собранието и за однесувањето на претениците. Можевме да забележиме 2 до 3 седмици бурна атмосфера во собранието, преоптоварување со амандмани непотребни и дури можам да кажам и небулозни, ги читавме по социјалните медиуми. Тоа траеше некое време, се работеше за измени во деловникот со кој што ќе им се овозможи на претениците да работат од дома. Нешто подоцна, кога дојде на дневен ред враќањето на парите на политичките партии, сите некако сложно, без дебати, без илјадници амандмани, си ги вратија парите назад. Твојата оценка за ова? Прво треба да направиме разлика меѓу овие два типа на околности и првата работа што треба да се каже за самата тактика на поднесување амандмани, односно така наречениот филибастеринг, е дека тоа е всушност сосема легитимна стратегија на било која претежна опозицијска структура, која што се соочува со прашање која што е толку идеолошки спротивно на незините јадрени верувања, што едноставно одбира да ја блокира целата работа на институцијата, наместо да дозволи мнозинството да ја издействува својата волја. И да, тоа е во ред. Меѓутоа, типот на прашање за кој што се прави таа работа е од клучно значење. Типот на прашање за кој што вие блокирате институцијата ја прави разликата дали станува збор за легитимен филибастеринг или станува збор за блокада чија што цел е единствено собирање на дневно-политички поени, билдање на сопствениот рейтинг и така натаму. Значи, официјалната причина која што беше наведена од опозицијата и од левица во случајов за амандманите на деловникот на собранието е дека тие се обидуваат да го закочат антидржавниот анекс со Бугарија, кој деновиве го крчка заев. Тоа беше кажано пред околу две седмици, ако не се лажам, деновите поминаа, анекс воопшто немаше, единствено што остана е блокадата, амандманите на левица, пижамите и нивните великденски јајца. И со тоа станува очигледно дека единствена цел на оваа блокада не е да се спречат некои си штетни антидржавни политики, бидејќи видите, дури ако има таков антидржавен анекс како што тие го заговарат, кога ќе дојде тој анекс да биде расправено по него во собранието, без разлика дали тоа ќе биде со онлайн учество или без, тие тогаш може да ги поднесат тие 3000, 5000, 7000 амандмани. Значи може било кое одделно прашање подоцна го блокира. Единствено што со вака. И во тој случај би било легитимно. И во тој случај прашање дали би било легитимно, меѓутоа би било пооправдано од тоа што е сега. Ова што сега го гледаме има единствена очигледна цел е да се блокира институцијата собрание, да им се ограничи правото, но и должноста на претениците да ја вршат својата должност во време на пандемија, во време на корона и во време на неприлики од тип со кој светот се нема соочен еден цел век. Значи, да, можноста за онлайн работа не е предвидена во оригиналниот деловник, во оригиналниот закон за собрание, ама никој не можеше да предвиди дека светот ќе се наоѓа во овој тип на околности како што се наоѓа. И во ниту една друга област не беше предвидена оваа пандемија, па се правеа отстапки, пренамени. Адаптирањата за другите области се направени, политиката која што е најподложна на манипулација од овој тип остана нерешена. Што всушност ме води и до втората поинта која што отворивте, односно парите од државата. Една работа исто да расчистиме пред воопшто да почнеме да дискутираме за тоа. Значи, знам дека ова е многу неумилен став во јавноста, меѓутоа тие пари од државата кои што се земаат се потребни за партиите. Една работа е дали нивната висина е преголема, премала, друга работа е дали во услови на корона кретењето од 30% е доволно, е преголемо, е премало и така натаму, но дали воопшто треба да има пари кои што се даваат од државата на партиите, мојот став е дека да, треба да има. Причината за тоа е следната. Значи, прво, во најголемиот број од држави во светот, така се уредува со давање пари од државниот буџет на партиите врз основа на резултатите постигнати на избори, а државите каде што тоа го нема се на грст, на прсти една рака може да се избројат и верувајте ми кога ви кажувам, тоа не се држави кои што се познати по својата демократија, стана збор за држави, мислам како Казахстан и така натаму, не се држави кои што се всушност демократски. Дополнително, фактот дека партиите обезбедуваат средства надвор од тие донации, условно кажано, или членарина, ги прави многу помалку подложни на влијанија од надворешни приватни субјекти, а со тоа и многу
понеподложни на корупција кога ќе дојдат на таа власт, бидејќи немаат обврски од претходно врз основа на парите кои што ги земаат. Уште еден факт кој што е плюс во овој аргумент е дека реалноста дека државата дава пари на партиите и дава право на државата да наметнува дополнителни ограничувања како се трошат тие пари. На што може да се трошат тие пари? Што представува незаконско финансиско работење на политичките партии, а што не? Бидејќи кога вие имате исклучиво приватни пари, тогаш многу помалку можете вие да ги ограничите тие пари располагањето со тие пари. Уште еден плюс е што обврските за отчетност на партиите, како ги трошат тие пари, се многу поголеми, токму поради фактот што тие пари потекнуваат од джебот на граѓаните. Значи, од која страна да го гледате, освен од страната на јавното мислење што е очекувано, бидејќи поготово во овие околности факт е дека не би сакала јавноста парите да одат на работи кои што не се нужно врзани со справувањето со короната, а и тука можеме да расправаме дали тие пари може да се поврзат со справувањето со короната, но од правен аспект, од аспектот на аргументите, да, тие пари се подложни. Проблемот настанува кога одредени поединечни политички субјекти со цел да приберат своји лични поени, со цел да се приближат до дел од гласачкото тело кој што има такви сентименти, ќе постапат со двојни стандарди и двојни аршини. Односно, од една страна молчешко ќе си ги земат парите, а од друга страна, после фактот, ќе излезат во јавноста, ќе се лупаат во гради како тие се единствени кои што се некорумпирани, како тие се над ситуација на државно финансирање од страна на партиите и као само тие се кои што ја имаат таа близкост со условно кажано народот во поглед на трошењето на државните пари. Велиш помалку подложни на корупција, доколку ги имаат помалку подложни, тоа не ги спречува партиите да земаат донации од било какви економски субјекти, така што тука не гледам како би биле помалку подложни на корупција, а бидејќи спомена отчетност од партиите, можеме да разговараме можеби за отчетност на функционерите државни, но до сега како општество отчетност од партиите не сме добиле за тоа како партиите ги трошат своите. Значи партиите се должни да поднесат извештај прво на крајот на секоја фискална година, а второ после секои избори. И дали таа отчетност треба да се подобри? Да, треба да се подобри, но дека ја има, ја има. Што велите за подложноста на корупцијата? Се согласувам дека фактот дека во нашата држава партиите се финансираат во најголем дел од буџетот, не ги прави неподложни на корупција. Меѓутоа, една е ситуацијата кога вие ги имате барем основните пари за сметки на општинските организации, на партиската централа, за настап на изборите, а сосема друго е кога тие елементарни пари за функционирање ви недостасуваат. Тоа ќе ве направи многу поподложни на ветувања кои подоцна можат да ве компрометират и да ви ги загрозат вредностите, а не дека вака тие ризици ги нема, само се помали. Боевски Павле, закон за попис. Немавме попис децении се број. Отворен беше случај истрага за претходниот пропаднат попис, но и таа заврши неславно и неуспешно. Сега се наоѓа како и застрашувачки голем број други. Така, сега се наоѓа овој закон со европско знаменце пред претениците, се работи за статистичка операција, се разговара овој пат и за електронско попишување. Можеме ли да спроведеме, спремни сме ли за една основна статистичка, не е едноставна без основна политичкиот притисок и без политичкиот елемент? Не е, навидоме основна статистичка операција. Навидоме проста математика, не е. Бидејќи резултатите, таа статистика, резултатите од таа математика имаат огромни политички импликации. Тоа е и причината. Да, но доаѓањето до тие резултати е обична статистичка. Да, ама така беше случајот и пред години кога пробавме да го правиме. Па не беше успешно за истрагата тој случај зборувавте сега. Тоа што е добро е што е ставено со EU знаменце, што всушност го ограничува времетраењето на комисиската расправа. Не го ограничува можниот број на амандмани, не го ограничува времетраењето на главната расправа, ама во одреден дел го скратува времето на усвојување на тој закон. Исто така, тоа што е добро е дека дека иста верзија на закон кој што лани бил предложен од страна на владата, што укажува на тоа дека барем за оваа верзија има одреден консензус во субјектите во владата, во коалицијските партнери во владата. Имајќи предвид кој беше проблемот при претходната имплементација на овој процес, можеме да претпоставиме дека сега не би требало да има толку големи проблеми. И според тој закон од 1 април би требало да се спроведува тоа. Но
Тоа што сакам да го кажам и тоа што сакам да бидам многу јасен, е дека од сега до 1 април имаме уште многу чекори во таа процедура, од кои што за жал секој чекор може да биде подложен на политичка манипулација, блокирање, саботирање, условно кажано и така натаму. Значи треба оптимистички, но многу предпазливо да следиме како ќе се спроведуваат чекорите во иднина и треба да бидеме свесни дека по резултатите може да имаме и дополнителни предизвици со кои што ќе треба да се справуваме на политичката сцена. Ќе се навратам малку наназад во онаа борба против поранешната власт, во која што пред се бараше одговорност. Па од оваа гледна точка ми се наметнува прашањето, ви пречи ли што нема одговорност? Да. И не само што нема одговорност, туку можеме да забележиме како јавност дека истите луѓе против кои сме зборувале пред 3-4 години, сега повторно добиваат важни функции, но она што последно беше во фокусот на јавноста, тоа е неодговорноста за настаните од 27 април. Крвавиот четврток, како што популарно го нарекуваме, ние е настан кој што не згрози сите. И отфрлањето на пријавата од новинарите. Токму и на тоа мислев. Ви пречат ли ваквите настани од оваа гледна точка, сега кога ги гледате со оглед на фактот дека се работи за еден сериозен упад во законодавниот дом, па ќе кажам и за еден сериозен упад во демократијата? Наискрено да, ми пречат. Две работи отворивте. Прво со назначувањето на луѓе од претходниот состав во сегашната власт. Вие рековте на високи функции, не се тоа високи функции, да бидеме многу јасни, станува збор за советнички функции, од кои што дел се прво не се ни функции, туку се улоги, второ дел се платени, дел се не платени. А треба ли да имаат улоги? Тоа сакам да стигне. Значи едно е да разјасниме што точно прават, а второ е како ние се чувствуваме за тоа што го прават. Моето мислење е дека луѓето кои што биле на толку високо место во претходниот состав, а особено луѓето со кои што има врска со кривично-правни скандали, не треба да бидат вклучени на никаков начин во овие процеси кои што ни следат, од проста причина што самото нивно учество е предизвик само по себе. Едно е пиарот на тоа, едно е негативните емоции кои што се појавуваат во јавноста со нивната вклученост. Но самиот факт дека тие луѓе кои што толку ревносно се бореле за режимот, сега ние ги користиме нивните совети и во најмала рака пали некои сигнали дека нешто не е во ред и дека треба да се преиспита таа стратегија. Тоа е за функционерите. Во однос на судските последици од 27 април, би сакал да посветам повише внимание на отфрлањето на пријавата од страна на новинарите. Видете, јас бев со новинарите, мислам на 27 таму, заедно го деливме тоа искуство и можем да ви кажам дека иако за нив не се зборува толку многу во јавноста, нивните трауми во најмала рака се исти колку што се траумите на тие што бевме непосредна цел на нападот, во најмала рака. А можеби и уште повеќе, бидејќи на нас ни беше граѓанска државна должност да бидеме таму, а тие беа вршејќи си својата работа, која што по правило не би требало да биде врзана со ризици од насилство и со таков тип на упати. Уште пострашна е правната аргументација со која што се отфрли таа пресуда, односно дека новинарите не можеле да докажат дали имало јавна манифестација на гнев, демонстрација или терористички упад во собранијата. Не се новинарите тие кои што треба да докажат. Со ова ние имаме сериозна опасност за институционално бришење на 27 април. Тоа не смееме да го дозволиме. Бидејќи ако од целава математика на крајот искочи дека само тие што влегле и тепале, односно тапиот инструмент на нападот, ако само тие завршат во затвора, политичките умови позади нив кои што го организирале сето тоа не ги видат последиците на своето однесување, па зошто следната структура да не го направи исто? Од која причина структурата после следната да не го направи исто? Да, така ќе се доведеме во состојба во која што ќе се жртвуваат 10 луѓе. Не смееме институционално да го избришеме 27 април, да не постои. Што всушност се прави со оваа пресуда, со оваа одлука за отфрлање на пријавата од новинарите, и не смееме да покажеме дека политичките злоупотребувачите на државните функции на довербата од граѓаните, кои што таа доверба е злоупотребиле на таков одвратен и насилен начин, не смееме да кажеме дека тие поминуваат неказнет. А обичниот граѓанин од друга страна е казнет и има десетици години робија за издржување. Како очекувате да заврши конкретно овој дел, зборувам за нарачателите, бидејќи за другите има... Не би сакал да преюдицирам. Во нашата држава тие работи се многу турбулентни, поготово кога стана збор за судовите. Не би сакал да преюдицирам, ама сакам да изразам оптимизам дека
секој ќе се соочи со последиците од одговорноста на своето действување, без разлика на која е позиција во претходната власт. Смета дека треба новинарите да си ја бараат правдата во Страсбург? Да, сметам и тоа како и ќе треба да ги поминат прво останатите државни инстанции. Сакам да верувам дека правдата ќе биде постигната уште во фаза на апелација, да речем. Но дури и да не биде тоа така, сметам дека треба бескомпромисно да си ја барат на правдата пред Европскиот суд за човекови прави. Сакам да искористам оваа прилика за да изразам моја безусловна поддршка. Кога сме кај правдата, забележувате ли промена? Забележувам промена. Ова е уште еден од примерите за кои што дискутираме, а не сметаме дека е праведен. Забележувам промена пред се во две големи области, кои што области не смеат да бидат потценети. Значи да, зборуваме за недостатоци и пропусти на правниот систем и да, тие работи треба да се спомнат, но тоа не значи дека треба да замижеме пред големите промени кои што се имаат случајно. Прво, тоа е фактот дека практиката на злоупотреба на власт сега веќе за среќа е исклучок. Иако се случува, сепак нема држава каде што нема такви случаи. Практиката на злоупотреба на власт е исклучок, а не доминантен начин на практикување на власта, како што беше случајот со претходната власт. И уште една работа која што исто така воопшто не е за потценување, државниот апарат за присила и за принуда, односно полицијата, судовите, казните, пресудите и така натаму, веќе не се користат како средство за пресметување со политичките неистовици. Да, но пресудите не се користат ниту за да ја донесат правдата. Тоа можеме да го забележиме во низа случаи во последниот Тоа што го кажав јас е дека не сум задоволен од исходот на добар дел од постапките кои што постојат, ама не би дал таква бланко проценка за целата ситуација. Ова е само ослободување од репресијата, не е стигнување до правда. Да, ама треба да има чекор по чекор. Првата работа е да се тргнеме од репресијата, патот е долг, поготово случаите кои што се комплицирани, кои што имаат организирани елементи на извршување, кои што се од финансиска природа, тие можат и тие ќе траат со години. Тоа што ние како држава треба да го направиме да испратиме јасни сигнали дека нема откажување од тие случаи. Го гледам министерот за правда во секоја прилика ги укажува тие сигнали, ги праќа во јавноста, ама да, мислам дека е потребна поголема општа мобилизација во целокупните кругови во власта на тоа поле. Кога сме кај 27 април, уште едно прашање поврзано со овој случај. Минатата недела овде во ова студио премиерот зајавка и колегата Ордановски зборуваше за помирување и простување, па сакам да ве прашам, има ли право да прости од името на сите? Моите колеги новинари не простија за настаните од 27 април, верувам и голем број од граѓаните не простија, сепак колегите кои беа внатре нивните животи беа загрозени, а тие сепак до крајот професионално си ја извршија својата задача. И сосема е легитимно да не простат, туку да си ја бараат правдата. Има ли премиерот право да прости од името на сите нас? Јас мислам дека тој тоа го прави од свој лични, не го прави од името на сите. Што се однесува до индивидуалното простување, да, секој од нас во себе си носи одлука. И што се однесува до мене, простување е јак збор, ама можем да кажем дека имам најмали негативни емоции за тие кои што ги издржуваат своите казни, малку поголеми негативни емоции за тие кои што се соочуваат со постапките, а многу негативни емоции за тие кои што избегаат од последиците на своите дела. Најнегативни емоции за нив. Бугаевски, за заокружување на овој разговор, какова е оценката, поточно предвидувањето за она што ќе се случува во собранието? На почетокот на овој разговор кажав нови претеници, но стари навики, старо однесување. Мислам дека институцијата ќе биде соочена со многу големи предизвици кои што ги гледаме сега, бидејќи проблемот е во културата на бојкот во опозицијата која што постои, која што почна со Преспанскиот договор. Значи, претходно не може ВМРО да бојкотираат, бидејќи беа на власт. Не им требаше да бојкотираат, левица не постоја. Да, претходно бојкотираше СДСМ. Да, меѓутоа, ќе се вратам на поентата за филибастерингот. Кога е легитимно да се бојкотира и на кој начин го правите тоа? И СДСМ излезе од собрание. Меѓутоа, излегувањето на СДСМ од собрание не ја спречи државата да ги прави потребните реформи, ако сака и така натаму. Значи, односно не ја блокира работата на целата институција.
со своето излегување или со своите амандмани под одредени прашања. Да, има поднесено илјадници амандмани на одреден буџет, но со многу силна аргументација и со блокирање на само таа точка од работата на собранието, не со блокирање на се останато. Но културата на бојкот која што постои, каде што ако не биде известно дека ќе победиме, едноставно не играме и ги спречуваме сите други да ја играат играта, тоа е една од најопасните практики во демократијата. Бидејќи основна сршта на демократијата дури ни не е тоа дека волјата на мнозинството се следи. Напротив, тоа е еден многу популистички пристап. Реалноста е дека се следи волјата на мнозинството, но врз основа на претходно изградените принципи на човековата цивилизација и на тоа општество. Односно, дури и вие да имате сега мнозинство, не можете да укинете работи како презумпција на невиност. Не можете да укинете работи како повеќе партиски систем. Тоа се достигнувања на претходните генерации, кои што се толку значајни за нас, што дури и ако 100% од населението мисли дека треба да се укинат, не би требало да ги укинеме. Сега, културата на бојкот задира во тоа. Културата на бојкот придонесува кон се поголема поларизација, културата на бојкот придонесува кон тргање на компромисот како можен пристап сосема од масата и од Сенат. Ние веќе немаме средишен терен за скоро ништо во оваа држава. За секое прашање имаме сосема радикално спротивставени ставови кои што уште повеќе го поделуваат ова наше и без тоа премногу поделено општество. Ова го прашав бидејќи освен опозицијата која сега е најголемата опозиција ВМРО, во опозицијата во дел од опозицијата се однесува и на левица, која во последно време можам да кажам дека се служи со слична реторика како она на ВМРО. Последно ќе потсетам она што го прочитав од нив, е прашањето за десороизација, нешто што беше... Десороизација и фактот дека Груевски направил грешка кога не го уапсил за. Видете. Значи, мислам дека премногу внимание се посветува на скандалозното настапување во јавноста на лидерот на левица, отколку што се посветува на политиките кои што тие ги пропагираат. Значи, политиките се буквално континуитет на политиките на Никола Груевски по секое прашање. И да, иако ние од демократската јавност сме свесни за опасноста од тој тип на политики. Немојте да заборавите дека дури во 2016, кога Никола Груевски беше конечно симнат од власт, сепак тој освои најголем број на пратеници тој изборен циклус. Значи, ние имаме добар дел од јавноста, половина од јавноста, која што е вредносно определена кон таков тип на владење. И сега левица тоа што го прави е капитализирање на таквиот вредносен систем кој што Груевски 12 години претходно го градеше, многу вешто капитализирање. И поради тоа не треба да се посветиме, и ова е грешка која што и јас ја направено, за жал, не би требало да се посветиме толку многу во скандалозноста на настапите на президиумот или на председателот на президиумот на левица, колку што е на самата неодржливост и неприменливост на тој тип на политики. Десоросоизација. Расправањето за оваа точка бара своја емисија. Тоа што ќе кажам на кратко дека тоа е првата работа која ќе направи Путин пред целосно да ја преземе Русија, тоа е првата работа која ќе направи Орбан пред целосно да ја преземе Унгарија, а и двете држави ја убија демократијата во својот зарадиш и во својот поим. Ние не треба да дозволиме тоа да ни се случи. А ваквиот тип на водење политика, ваквиот тип на квази аргументирање во политичкиот дискурс, за жал, има многу голем ризик дека ќе води до тоа. Оваквото мачо постапување, јас ќе ги поапсам сите, Груевски требаше уапси Заев, ќе ве стрелам и така натаму, тоа води кон правење на еден таков конфликтен дискурс, каде што се слуша гласноста на зборовите, а не нивната суштина и содржина. Тоа е тоа што не смееме да го дозволиме и тоа е тоа кон кое што треба да работиме. Враќањето на вистинската политика, на вредностите како тема на дискурсот, а не кој е погласен, кој има повеќе лајкови, кој е посимпатичен, кој е посмешен во своите настави. Веројатно за тоа ни треба и малку поинформирана јавност. Па да, ни треба, ама јас сум оптимист за тоа и верувам дека со време ќе си дојде тоа. Павле Богоевски, поранешен пратеник, благодарам што утринава одвојте време за утрински брифинг за темите поврзани со собранието.